Кој и зошто ја заобиколува печатницата Европа 92? Почитувани, од името на една од најуспешните кочански и македонски компании, печатницата Европа 92, ги искажуваме нашето чудење и истовремено револт заради арогантскиот однос на службите во општина Кочани. По-конкретно, лицето задолжено да ги покани локалните правни субјекти, а не најде за потребно да покани представник од нашата фирма да учествува во работата на проектот, учи паметно, работи стручно. Истовремено барам објаснување од надлежните зошто ни е скратено правото да бидеме дел од проектот, заедно со представниците на другите компании, средните училишта, од каде очекуваме соодветни профили во наредниот период. Дополнителна тежина на пропустот му дава фактот што во спроведувањето на проектот значајна улога имаат Стопанската комора и Швајцарската амбасада. Отворено се прашуваме, зошто само мал број компании од двете соседни општини имаа своји представници на средбата и по кои критериуми беа привилегирани? Дали само тие ќе го развиваат кочанското стопанство, а сите други не им требаат на општината и на државата? Каде води таквата парцијална и едностранна стратегија, кога е во прашање создавањето квалитетен кадар и каква порака им испраќаме на новите генерации? Дали токму тој потек на одговорното лице не е уште еден чекор со кој младите се поблизу до странство, отколку својата иднина да ја гледаат и планираат овде? За да ја осознаете тежината на пропустот што сте го направиле, само ќе наведеме дека Европа 92 веќе 2 месеца обучува 20 на своји нововработени за да ги остручи за потребите на компанијата. Во тоа инвестира сопствени средства и ангажира високостручен кадар. На ваков оптек бевме принудени поради немањето соодветен кадар во агенцијата за вработување. И наместо таквата самоиницијативност и вложување да бидат вреднувани и посочувани како редок позитивен пример, некој во општината си дозволува да се однесува неодговорно, партиски и еднострано. Ако тоа е политика и на Министерството за образование и наука, тогаш проблемот е уште поголем. Се вели во соопштението, испратено од печатницата Европа 92.